Добро вечер и добре дојдовте во уште еден стрим на Движење Бойкотирам. Овој пат на моја голема чест гостин во интервјуто на Движење Бойкотирам е професорката Наташа Котлар, професорка по историја и моја пријателка и многу омилена личност. Денеска сме да проговориме овдека на тема новите анекси на бугарскиот договор, што тие ни носат и како тие уцени ќе влијаат од бугарска страна, ќе влијаат на иднината на нашата држава. Професорке, добре дојдовте. Добро ве најдов. И би сакал одма да почнеме. Пред некој недела дена дознавме, тоест беше објавено дека бугарската страна со која имаме потпишано договор за добрососедство побарала, тоест имала барања, две додатни барања вон тој договор кои се однесуваат на јазикот и името на нацијата. Притиснати со секакви глупости овие изминати 3 години, ова беше ново дно на нашата внатрешна политика, како и уште еден пораз на нашата надворешна политика. Што всушност бугарите ни ставија на маса за овој пат да ние го проголтаме? Да. Драго ми е што ќе разговараме на оваа тема, бидејќи не е така симплифицирана како што многу често гледаме по медиумите. Не се однесува само на македонскиот јазик и на македонското малцинство. Има многу повеќе точки, многу повеќе одредби. Јас и го имам анексот при мене, но на почетокот сакам да кажам дека во анексот постои еден вид преамбула, еден воведен дел, каде што Бугарија бара во натамошните разговори за членување на Македонија во Европската Унија, бара нејзините предлози да бидат земени во предвид кога ќе оди тоа преговарање, бидејќи ние датум за преговори се уште немаме. Меѓутоа, ќе почне сето тоа, се отвара една многу поширока рамка, отколку што можевме да насетиме дека би можело нешто да се случи според членот 8 од договорот за добрососедство. Но за него нешто подоцна, сега во моментов станува збор за анекс кој што има поприлично многу одредби и на самиот почеток од тој анекс во преамбулата веднаш се упатува критика зошто престанала со работа мешовитата комисија, она македонско-бугарска, особено и критиката кон македонската страна, која што под оправдување дека почнуваат предвремени парламентарни избори во Македонија да запре со работа оваа комисија. Но не е само таа ставка број 5 во преамбулата, односно во воведот на овие пропозиции што ги бара Бугарија. Исто така се случува едно проширување на мандатот или ингеренциите на комисијата, која што според договорот тоа не би требало да го прави, но во овој момент тоа го има. Јас ќе си земам за право нешто да читам, бидејќи и јас не можам сите да ги запамтам работи. Например, во ставката на текстот 2а, 2 се вели дека за постигнување на конечен договор ќе треба да се има во предвид целиот спектрум на работата на комисијата и се посочува на договорот за клучните личности и настани од нашата историја, пишува таму. Таму нема наводници. Бугарската страна веднаш пишува нашата историја. Значи, тука више нема дилема.
разговараме со бугарите што ние смееме да користиме од нивната историја. Они веќе го решиле тоа. Да, да, и продолжува текстот, значи договорите за клучните личности настани од нашата заедничка историја со Република Северна Македонија до 1944 година, за конкретни датуми за заедничко чествување на оние настани личности за кои што е постигнат договор и замената на информативните табли и други индикатори кои што ги појаснуваат тие нешта, што значи тоа е историските и културните споменици кои што ги имаме во Македонија ќе треба да имаат сосема информативна содржина. Понатаму, многу е интересно, вие спомнавте во воведот за политичките партии, никој од политичките партии не спомна дека во овој анекс на бугарската страна се инсистира на целосно спроведување на договорот од Преспа. И веднаш во втората ставка, бугарските учесници си бараат доследна примена на амандманите во Уставот на Република Северна Македонија, односно договорот од Преспа, со истовремено стриктно и целосно почитување на договорот со Бугарија, тоа е страница 2А, став 1. Исто така, господата бараат во ниеден случај ние и во нашата внатрешна и надворешна употреба да не ни се случи да го користиме терминот Северна Македонија, ами да го користиме терминот Република Северна Македонија и даваат едно свое образложение дека Бугарија полага историско право на географска Северна Македонија, која опфаќа дел од бугарската територија, што всушност треба да се подкрепи со утврдењето за непостоењето веќе на македонското малцинство. Понатаму веднаш се надоврзуваат дека ова треба да биде ерга омнес и тоа во сите документи, изјави, преписи и други комуникации, и тоа со Европската Унија. Понатаму продолжува дека официјалниот јазик не може да биде интерпретиран како признавање како македонски, тие викаат so-called Macedonian language, значи така наречениот македонски јазик во ниту еден случај не може да се третира како посебен и може само да се користи како службениот јазик на Република Северна Македонија. Ова и понатаму ќе го разговараме во контекст на еден закон што имаме ние за јазици, кој што ни постои во Македонија. Понатаму се наведува исполнување на договорените текстови, тоа е во контекст на работата на комисијата. Ние не знаеме кои се тие договорени протоколи или извештаи или други содржини кои комисијата ги подпишала. Нам тоа не ни е јасно, не ни е кажано. Ако нешто сме дознавале од бугарската страна посредно. Понатаму се зборува за малцинството, кој што во ниту еден момент не може да биде именувано како посебно македонско и се бараат некои други ставки, колку што се сеќавам. Меѓутоа, овие се најударните кои што нас не тангираат и кои што бараат едно посебно дополнително објаснување, бидејќи она што го спомна во однос на комисијата, бидејќи ние не знаеме што све е договорено, како е договорено, меѓутоа можеме да забележиме од она што сме го прочитале во медиумите, дека дел од македонската страна се има согласано за бугарскиот атрибут на средновековната историја, македонска, дека тоа е дел од историското наследство на Бугарија, кога таа била една средновековна бугарска држава, што значи, ова сега што ви го прочитав, ако го примениме во практика, еве се сеќавате дека Григор Прличев беше именуван од страна на комисијата и македонската и бугарската, ни кажаа дека се согласиле, нели, околу преродбата,
Во Охрид, например, во куќата кога би отишле, ние нема да ја добиеме содржината дека е тој македонски преродбеник, македонски поет, ќе имаме содржината дека бил бугарски учител, што и не е точно, бидејќи тој бил екзархиски учител, а екзархиски учител значи нешто друго во една османлиска држава и представува сосема една друга власт. Или пак во Самуиловата тврдина, во Охрид, кога ќе поминуваме и кога ќе сакаме да добиеме некоја информација, ќе видиме еден надпис на кој што пишува дека е тоа тврдината на бугарскиот цар Самуил и така натаму и се доаѓа до 1944 година. Поточно Бугарија бара од нас да се откажеме од 11 вековната македонска историја, поточно од 9 век до 1944 година да биде таксирана како бугарска историја. Мене нешто друго ми фати око во вашето излагање. Значи, јас како што разбрав, дека и трите бугари, кога виделе грците каков договор постигнале со нас, и они имаат едно во анексот едно исто барање, она што велиме за таблите менување, и дури одат и побезобразно и подрско во своите барања од анексот, за кој јас до денеска не бев слушнал, дека они ја признаваат Македонија дека постои од 1944, значи по војната, па до денешен ден. Се што е назад од 1944 е веќе перцепирано како нивна историја и сега они добрите одлучуваат кој дел од нивната историја ќе ни го дадат за да биде заеднички. Но дистинкцијата дека се работи за нивна историја е во анексот. Значи тоа е веќе затворено прашање. Историјата е наша, но дајде сега фактички историскава комисија преговара кој дел од нивната историја ние можеме да користиме. Така убаво сум разбрал. Во основа се работи на некој начин нашата комисија да аминува се што се случувало во историскиот развој на Македонија, односно на македонскиот народ, бидејќи знаете народот создава историја. Независно од успесите или неуспесите, таа историја на еден определен народ. Значи, не постои самобитност во историскиот развој на македонскиот народ. Фактички ние треба да се помириме со фактот дека не постои самобитна македонска историја, туку таа е бугарска историја, независно од политичките граници во определен временски период. Комисијата која што работи, бидејќи таа е поприлично затворена во својата работа, ние немаме информации што све се работи и како се работи и зашто се преговара. Знам само едно, дека луѓето кои што се специјалисти за определени периоди не се консултирани. Можам да ви кажам дека во Институтот за национална историја, па и на катедрата за историја, постојат посебни катедри или оделенија за посебни периоди. Например, во нововековната, во мојот институт има посебно оделение за културна историја, има посебно оделение за револуционерното движење, но и за преродбата. Така што има луѓе кои што тоа го работат и знам дека не се консултирани и би требало да бидат консултирани. Конечно, јас сум голем противник на такво нешто, бидејќи не можете науката вие да ја сведете на една комисиска работа. Ако го примениме во било која наука, тоа исто така би било смешно како и во доменот на историската наука. Замислете сега, немаме медицински факултет. Една комисија би се состанала и би ни кажала што све подразбира медицинската наука или не знам, економската или правната наука.
апсолутно и друго нешто. Со овој анекс, па и целата ова гарнитура на анекси или на договор кој што го имаме, се тангира постоењето и достигнувањето на македонските институции. Македонските институции се производ на нештото што го правил народот во еден определен период. Ако ние не ги почитуваме македонските институции, ако се откажеме и од македонските институции, веќе целосно сме се откажале од постоењето на една македонска држава. Бидејќи веќе имаме еден договор, Преспанската спогодба, која што ни го ништи името, но исто така ја негира историјата на македонскиот народ кој што живеел на определена територија која денеска се наоѓа во Република Грција. Не се работи само за територијата. Територијата не е ништо ако нема народ. Затоа се и овие спогодби. Исто и бугарскиот, но веќе се оди на повисоко ниво. Сега е ништење на македонските институции. Ако дојде до ништењето на македонските институции од типот на научни институти, образовни институции, културни институции, бидејќи тука читаме музеи кои што ни се спомнуваат споменици, кои влегуваат во доменот, значи на културната дејност, ние се наоѓаме пред едно сериозно прашање дали навистина веќе ја имаме македонската држава, која што по пат на определени борби и врз основа на асномските одлуки ја имаме создадено во еден временски период. Многу интересно прашање. Произлезе од оно што ми го прочитавте, дека бугарите всушност еден од тие што ги знаеме како два анексија, всушност има повеќе точки во тоа нивно писание. Дали правилно ве разбрав дека они бараат како некое ставаат знак на дека имаат право на денешната територија која ние ја користиме како нивна, која всушност они по некои игри на историски случаи случајно денеска тука постои некоја така наречена Република Северна Македонија, дека со овие анекси они полагаат право на територијата, дека тоа е бугарска територија одвоена од матицата. Дали добро го разбрав ова? И така директно кажано, меѓутоа имплицира. Апсолутно, јас не можам да сватам зошто кај нас се оди по таа линија. Тоа е некоја балканска ситуација, знаете, многу често ние знаеме да прочитаме во балканската историја повикување на историски права, повикување на одредени историски моменти. Не постои во историјата или во историското паметење кај бугарите некоја подруга опција од кога треба да се создаде држава. Велам од кога треба да се создаде држава, бидејќи бугарската држава е создадена, познато е тоа, 1878 година. Меѓутоа, воведот во незиното создавање е од прилика 20 години назад. Поточно и ќе ви кажам, од 1860 година, кога Русија многу сериозно има намера да влезе на Балканот, наспроти Австрија, Австриското царство, после станува Австро-Унгарија, таа ги исцртува границите што треба да биде новата бугарска држава. Дури и во еден период кога постои бугарската држава од 1878 година и од кога Русија со својата руска граѓанска управа 9 месеци им ја гради инфраструктурата на државата, доаѓа еден момент кога односите меѓу Бугарија и Русија се многу затегнати. Но и во услови на затегнати односи меѓу Русија и Бугарија постои една институција која работи, одлично екзистира на просторот, а тоа е бугарската екзархија.
Бугарската екзархија е тој медијатор на руското влијание на Балканот и во тој период, може и во подоснежниот период. Дури може и сега да следиме на сиве овие настани кои се случуваат околу нашата и историја, и политички односи и состојби, не можеме да забележиме реакција од руска страна. Руската страна доволно мудро ќе молчи се додека не се погодат незините намери или насоки. Така што да, и тоа сакам да кажам, Бугарија во моментов е во Европската унија, е во НАТО, меѓутоа и во неа, во незината внатрешна политичка конјунктура, имаме спреги меѓу западните земји и Русија, меѓутоа да бидеме начисто, сето тоа нас не ни конвенира. Додека ние не се свестиме дека треба многу внимателно да постапиме во сиве овие односи, се до тогаш ние ќе бидеме во многу незавидна состојба. Ние сме сега во една состојба која е несвојствена и мислам дека е прв пат во историјата на светот за било кој народ. Ние треба, всушност, нашата задача е да се само укинеме заради некоја идна интеграција. Фактички, да им појасна на гледачите, значи ние треба да умреме за да влеземе негде. У принцип, мене ми е тоа шизофрена идеја, мртов да влезеш негде и да се радуваш за тоа, но не ме чуди блискоста на Руската црква и Бугарската екзархија, затоа што ние имавме обиди и пред потпишувањето на договорот за добрососедство, тој омекнувач, тој медијатор да биде Македонската православна црква, Охридска архиепископија, која планот мислам дека оригинален беше прво тие да станат сестра на Бугарската црква, за ова седа да тече по мазно планот на негација на јазикот и нацијата. Но кога најде МПЦ на некој отпор кај своите следбеници и религиозните православните христијани овдека, там работа малку како да се закочи и да се побрза со бугарскиот договор. Ако се сеќавате, некаде уште 2016 година отпочна таа работа, а се во ова што ние сега го разговараме, анексиве од страна на Бугарија, договорот за добрососедство, изгласувањето на законот за јазиците, Преспанската спогодба, фактички одат на затварање на македонското прашање. Јас и во една прилика имам кажано, и тоа и го работам во основа, што е македонско прашање. Македонско прашање ги содржи во себе сите чинители на еден идентитет. Тоа си се појавува во еден определен временски период, тоа е од прилика 1856 до 70-тите години на 19-тиот век, и затоа, за да не зборувам многу за историјата, ќе кажам дека браќата Миладиновци доживуваат таков суров налет на власта и политичката и духовната. Значи, затоа тоа така се случува како нивна судбина. Меѓутоа, македонското прашање во себе содржи неколку компоненти. Тоа е македонски јазик, посебна македонска црква, определена географија, географски простор и барање на посебни културни можности, институции кои што ќе бидат во рамката на една државна творба. И тоа го кажуваат ни пријателите на македонското прашање. И првите тоа го гледаат оние кои што најмногу биле заедно со македонците, бугарите, бидејќи се на исти фронт против патриаршијата. Изјаснувањето за екзархијата фактички е плебисцит против патриаршијата, не е изјаснување за екзархија. Кога ги имаме сите овие елементи што содржи македонското прашање, и ако се вратиме во сегашно време, одеднаш дознаваме дека засегната е нашата црква,
Охридската архиепископија некогашна, народна, сега Македонска православна црква. Имаме проблеми околу признавањето на јазикот, иако јазикот е и признат и е говорен, зборувам повеќе од научна сфера, бидејќи и кога немало држава, и кога македонците биле во рамките на османлиската држава, познати професори тоа и го докажале. Од французиеве, Меје, од Бернштајн, од Драганов, од Јагич, да не ги спомнувам, македонскиот јазик. Меѓутоа, како што вели еден многу познат чешки професор Нидерле, можеби и научната полемика нема да успее да биде победена, таа и ќе победи. Меѓутоа се плашам политичката полемика колку све ова ќе му наштети на македонското прашање. Така што во моментов имаме ние негирање на сите елементи кои го чинат идентитетот, односно македонскиот јазик, историјата, јазикот, географијата. Гледате, ние сме ставени во позиција на овие граници. Нема македонски народ надвор од овие граници. Ако се сеќавате со амандманите кои што беа изгласани во јануари 2019 година, ние немаме македонско малцинство, ние имаме диаспора, што е сосема различен термин од малцинството кое што постои во соседните држави. Така што, ако се помириме со оваа работа, нема да биде далеку да ја усвоиме она ноторна глупост северно-македонски јазик да имаме северно-македонски народ, кој што е омеген само на овие граници, а од овие граници не постои македонци, не постои македонско малцинство, и тоа е многу опасно ако народот нема своји луѓе и надвор од овие граници, значи нешто не е во ред. Тогаш се плашам дека со деноминацијата, односно со Преспанската спогодба која што ни се случи, овдека веќе доаѓаме со асимилацијата, односно негирањето и да ни се случи некоја си нова политичко-географска состојба. Па, ова што бугарите, што велите дека случи еден парадокс да сме единствена нација што ја нема вон физичките граници на државата во која живее, ќе доведе до потврда на бугарската теза дека ние сме измислен народ. Дека ние сега сме почнале да постоиме. Да, и како што забележувате... Оно што го тврдат години, дека ние сме... Да. И затоа, знаете, јас испуштив на почетокот кога се појави, пред да се појави во јавност овој текст на предлозите од страна на Бугарија, не знам дали сте забележале, меѓутоа во еден напис излезе председателот на комисијата македонска која е задолжена според договорот, кој во својот текст ништо историски не кажува, ништо не се задржува на научните аспекти, туку се задржува на едни политички аспекти каде што ако не успее работата на комисијата, тоа не би било добро соседство. Имавме таков текст, а ден-два после него излезе професорот Десковски, кој ни одржа лекција дека со нова настанатата ситуација и новото име Република Северна Македонија, конечно и народот заради извлекувањето на атрибутот по неговата логика е северно-македонски и јазикот е северно-македонски јазик, каде што ни даде некоја си повеќе смешна, но поприлично агресивна изјава, фактички која требаше да биде вовед во она што ние ќе го откриеме како бугарски точки кои што ни се дадени во фазата на некое идно преговарање или настапување од страната. Значи, ние имаме и наши луѓе кои за жал, настрана од својот професионален или не знам кој порив, имаат некои сосема други мотиви кои што не воведуваат во некоја си друга сфера, далеко е од научната. И јас сум многу голем противник на нешто што постои како академска наука,
да биде засегната од страна на некои квази политички содржини, тоа навистина многу пречи, но тоа треба ние да го усвоиме. Затоа тоа ни се случува. Бидејќи не сме сите ние оспособени да ги читаме знаците и содржините кои што ни се упатуваат. Ние конечно треба да се помириме со она што ни се случува. Ако денеска ја пратиме и Захариева, таа бара ние да им ја признаеме нивната историја, а тие ќе признаат нашата реалност. Која е нашата реалност? Што сме ние Република Северна Македонија и треба да го влечиме атрибутот како што ни вели Десковски, северно-македонски и северно народ и јазик. Веќе човек ќе се измеша каде е северен. Но што ќе се во тој случај со македонскиот јазик и македонската нација? Дали тие ќе исчезнат буквално, тотално ќе исчезнат од јазици од картата на народи? Што ќе, значи, ние де факто имаме историја каде што се споменува во рамките на бивша Југославија, Социјалистичка република Македонија, Федеративна народна република Македонија или како беше. Ние таа историја ја имаме и таа ќе ја преправаме историја. Јазикот е од 1977 како дел од јазиците во Обединетите нации признаен. Што ќе биде академскиот аргумент дека во еден момент на простор и време македонците како нација и македонскиот јазик ги снемало, испариле во вселената, не знам. Како би се научно тоа оправдало? Не знам, бидејќи тие не настапуваат со научни аргументи, тие настапуваат со политички. Еве во овие денови гледаме. Тоа е интересно. Да, настапуваат и со психолошко. Ова што ни се случува, да, Денко Малески, Бучковски, со сета своја сумнителна позадина, не знам уште кој све не се појави, фактички ни прават вовет во ова вие што го кажувате. Тоа е политички момент, нема никаква допирна точка со науката. Значи, вие како историчар ќе се соберете сега историчари и ќе ја пишувате историјата на модерна Северна Македонија. И во еден момент ќе речете, Северна Македонија почнала во 2019 со Преспанскиот договор, претходното население, македонците, испарило во воздух и македонскиот јазик испарил заедно со нив. И тука на нивно место дошле северно-македонците кои збореле северно-македонски јазик. Значи, буквално, малце го правам смешно, но буквално од научен аспект така испаѓа, дека во еден момент на просторот и времето, од овие простори, македонците исчезнале и македонскиот јазик престана да се збори. Кај сме отишле ние? Во вселената? Што име? Да, ве разбирам. Знаете, затоа нас не се случува прво оној јазик, оној закон за јазиците, ако се сеќавате, ние и службен јазик не е само македонскиот. Не знам јас Бугарија на кој службен јазик мисли, можда мисли на албанскиот. Така што, ако се сеќавате, може да ни се случи да не убедат дека ние сме биле или бугари, или грци, или срби, или албанци, или власи, или не знам уште каква не е друга народност, само не македонци, ама под влијание на југословенската федерација политички и историографија, ние сме биле некои се разбудени македонци, ама сега сме се освестиле како подруги и како подруги можеби така ќе проучуваат. Јас не знам, колегите кои што работат со македонскиот јазик, како сето тоа ќе го објаснат, особено проучувањето на македонските дијалекти, кои што се во основата на македонскиот литературен јазик, или пак како што има еден многу познат преродбеник кој што вели, Димитар Василев македонски иначе, вели уште во 1871 година, па каде се македонците до сега, зарзинала мајка земја па не проголтала. Ние и сме постоеле. Значи, ние сите манифестации на нашата македонска посебност сме ги изразувале во сите потребни временски периоди. Дури Марин Дринов, големиот бугарски природбеник и чувар на бугарската историја во старт,
признава дека природбата прво се појавила во Македонија, а потоа во Бугарија. Меѓутоа, ова е сериозно прашање кое што го поставуваат и тоа треба да се упати на сите оние кои што се убедуваат на политички начин да не убедат дека на вистина треба да усвоиме некоја историска содржина која што ни се нуди во моментот, исплакната, каде што ќе читаме само за бугарски, не знам, владетели или бугарски природбеници во делот на Егејскиот дел на Македонија, тоа ќе читаме друга содржина, нели, хеленската, така што се работи за еден голем проект кој што фактички нас треба да не ликвидира, иако еден мој стар професор велеше во крајен случај ниту еден народ не исчезнал физички, исчезнал на друг начин. Едно дополнително прашање. Каде фела случај? Еве, јас и вие зборуваме вечерва на оваа тема, но нема public upset нити од македонија, нити од јазичарите, нити од историчарите, а во таа комисија што договара и преговара со бугарите, имаме историчари, не се тие физички работници, не се, не знам, политичари. Тоа се луѓе историчари кои преговараат за историјата, научници, така да ги кажам. И сега, ние немаме, или, тоа е втора работа, значи немате вие, како глас на некој што не се согласува со оваа работа, немате нити пристап, нити достап до било какво мејнстрим, до било кој мејнстрим медиум, за да ова го објасните, или и тоа што го има е на лажичка и без контрагости од другата страна. Значи, луѓето мора да седнат, пример, вие со некој што е во таа комисија, за да се види ступидноста на она што го правиме. Ние буквално продаваме, тоест политичарите продаваат нешто што не е нивно, не што е заедничко, за нешто што теоретски би требало да го добиеме за 20 години. Па проста логика на обичен човек е да денеска 20.000 евра за автомобилот да го земете од 2040 година. Значи, тоа е во нормална логика. Ние не сме нит пред влез, ние ги даваме работиве однапред. Значи, реално не добиваме ништо за оваа жртва. Даваме нешто за абстракција. Значи, буквално за потенцијален влез во Европска унија. А како тргна работава? Гледаме дека на секој получекор имаме 3 сопки. До каде треба да оди? Мислам дека ние имаме проблем уште од 1991 година, од кога ја прогласивме независност. Тука се случија многу работи кои што од социјален, економски и политички аспект го овозможија денеска ова денешно што го имаме. Да не ја спомнувам страшната приватизација и сето тоа, ако се сеќавате и на тие први парламентарни избори, дури кога имаше наплив на нови партии, партиите со национален предзнак не успеа да извојуваат апсолутна победа, како што беше во другите, например, југословенски републики или пак во Чешка, во Полска и сето тоа. Ние сме, значи, тука ендемични. Тоа го спомнувам затоа што ако за нијанса беше подруг резултатот со односот, ние ќе можевме да изградиме една национална стратегија која што ќе ги содржеше елементите што треба да се негува, да се чува и да се развива, а да биде, значи, во корист на македонската држава, македонскиот идентитет, апсолутно се што представува македонство, што би било. Ние тоа не го направивме. Нашето општествено јадро почна да биде загризувано од страна на политички партии,
кои што многу повеќе целеа кон многу други нешта, одошто создавање на една национална стратегија. Деновиве слушам дека е потребна национална стратегија, еве јас ја спомнувам во доменот на науката, ги слушам и психолозите им е потребно, и на лекарите, и на низа други дејности. Значи, ние не успеавме социоекономскиот момент да го поврземе и да сватиме што представува една национална стратегија, односно национално богатство кое што треба да се штити, да се брани. Во тој контекст требаше да биде и науката, јазикот, историјата, се што представува идентитет, бидејќи идентитетот вие личната карта пред светот. Ние тоа не го направивме. Она што ние денеска го живееме или го преживуваме е резултат на она што ни се случи од пред 30 години. Ако забележите, и двете големи носечки партии во политичкиот живот на Македонија не стана јасно во одбрана на виталните или животните македонски интереси. Никој не застана да ја одбрани историјата на Македонија, која што се создавала 75 години, да не се лажеме. Тука имаше кадар и македонски, но и странски. Не беа само некои луѓе кои што ги сметаат дека биле, не знам, пројугословенски или не знам како. Јас знам дека постои една специјална студија за филозофскиот факултет во Скопје, каде што врвот на руската наука се нашол во Скопскиот универзитет и тоа го има во книга. Така што ние не сме самоникнати, постои една сериозна наука од 75 години. Зборувам сега еве за она што го нуди филозофскиот факултет во Скопје. Луѓето кои што се најдоа во комисијата, мислам дека имаат сосема некои други мотиви, одошто она што ние би го подразбрале чување на македонските вредности или интереси. Тоа се мои колеги. Председателот на комисијата е и директор на Институтот за национална историја. По својата стручност, тој е османлист, преведува османлиски документи на македонски јазик, има поприлично објавено книги како превод, меѓутоа кај него недостасуваат книги кои што се со аналитика. Другиот, Ванчо Ѓоргиев, е професор на филозофскиот факултет и има една потесна специјалност, го третира револуционерното движење во Македонија во 19. век, нешто и малку фаќа од османлискиот период. Меѓутоа, најголемиот проблем во оваа комисија, па и во самиот факултет, е што не постои изучување историја, замислете, нема историја на македонската култура. Ние на катедрата немаме за проучување ни кадар, ни катедра за проучување на македонскиот преродински период. Тоа го има на катедрата за македонски јазик, но го нема на катедрата за историја. А во овој наш момент најмногу ни е потребно тоа, значи луѓето си се стручни за својата област, но не се стручни да застанат во една таква комисија каде што им се случуваат многу сериозни прашања. Помладите колеги, нешто е од антика едниот, другиот е, колку што се сеќавам, нешто со социјална урбана историја. Младата колешка која што и не знам како се вика, е некој специјалист од поновата историја за неврзаните земји, меѓутоа да не се лажеме. Историја, ниту литература, па ниту право, ниту економија не се прави со комисија, туку се прави на едно сосема друго академско ниво. Не можете вие да настапите во науката без нешто да осознаете, да истражите, да докажете и сето тоа да оди низ еден филтер научен. Ако се случи да комисијата нас ни укаже што треба да учиме, тогаш тоа нема да биде наука, тоа ќе биде догма и не знам понатаму зашто ни се потребни научни институции во нашата држава. Така е. Следното прашање сега ќе ве на политички терен.
30 години и 30 години не раководат две партии. Тоа се ВМРО ДПМН и СДС, секоја со своји периоди. И доколку за СДСМ бевме горе-долу свесни кои се капацитетите таму, кои се мотивите на тие луѓе што бранат такви политики, долго време за ВМРО ДПМН ги сметавме нив за заштитници на македонскиот национален идентитет и македонската држава. И кога дојде редот македонскиот национален идентитет, држава, името, јазикот да се штитат, доаѓаме до еден крах кај нив и до едно тотално претопување под една силна тупаница на меѓународниот фактор зачинет на домашен терен со СДС. Ние фактички градевме 30 години надеж во едно Потемкиново село. Значи, ние сме верувале дека имаме нешто, а 30 години сме го немале. Луѓето сакаат да кажат дека македонскиот народ не реагирал, требало повеќе да излезе, требало повеќе да направи, но не сваќа дека живееме во демократија и дека македонскиот народ му пренесе своето право да одлучува во негово име на ВМРО ДПМН. На последните парламентарни избори им даде 460.000 гласови, не затоа што се прекрасни и затоа што се убави и затоа што се дотерани во костуми, туку затоа што реално знаевме што СДС и меѓународната ни спремат и рачунавме тие да не одбранат. Денешното ВМРО ДПМН, особено ќе кажам под водство на Мицковски, ни близу не она од што народот го очекуваше. И наместо заштитник, тие ни ја продаваат финтата од СДС, ќе дадеме се, тоа е реалноста, ќе дадеме се што треба, но кога ќе влеземе во ЕУ за 30-50 години како северно македонци кои зборуваат, па таму после 30 години ќе ги оправаме работите. Искрено, мене лично оваа ситуација ме најде затечен и јас не очекував ништо спектакуларно од нив, но очекував базично почитување на нивните, на принципите кои сами себе си ги и атрибутите кои сами себе си ги доделија. Што се случи и зашто нашиот македонски народ нема свој заштитник? Да подсетам, бугарскиот договорот за добрососедство со Бугарија е донесен со гласање на ВМРО ДПМН, со нивниот амин во парламентот и со подпис од нивниот председател Ѓорги Иванов. Значи, кај бугарскиот договор имаме сосема различна ситуација од преспанскиот. Правно заокружена и идеално работата со бугарскиот договор. Како ВМРО ДПМН дозволи да дојде до ова? И зошто? Ако ме прашувате да дадам краток одговор, предпоставувам се должи на некои лукративни работи. Предпоставувам дека корумпираноста и во едната и во другата партија ни го донесе ова што се случува. Во однос на договорот за добро соседство, колку што се сеќавам, тој е изгласан со 61 гласа во парламентот, со тоа што пратениците на ВМРО дали беа излезени или не гласа, се водат дека не гласале. Меѓутоа, пред да се случи тоа во парламентот, претходниот председател Ѓорѓе Иванов истиот го потпиша претходно. А ако се сеќавате, тој имаше советници кои што предпоставувам се уште се во ВМРО и во градското собрание во Скопје. Владо Поповски беше негов советник и не се сеќавам некој да го отповика, бидејќи истиот тој Владо Поповски го поддржа и Преспанскиот, колку што се сеќавам.
Меѓутоа, Иванов го потпиша, иако многу силно, барем неколку мина луѓе, уште на свое време укажавме дека во членот 8, став 2 и 3, треба многу да се внимава во однос на историјата, бидејќи со пропозициите кои што сега ни се дадени, излезено е од мандатот на ингеренциите на комисијата. Комисијата требаше само да се создава за определени историски образовни работи. Меѓутоа, гледаме сега дека во некои постапки комисијата е вовлечена за менување на содржини на табли, воведување на сосема некои други содржини, нешто повеќе се бара од таа комисија да направи. Идентитетски прашања и расправи. Нас ни беше кажано, значи мојата перцепција која се потпишуваше договорот, дека 4 до 5 историски личности ќе се разгледуваат, дали се така беше не мојата перцепција, него така се пренесуваше во јавноста. Дека ќе се збори за Самуел Гоце, уште 5-6 души и тука е. Искочи многу подлабока работата. Многу подлабока. Конечно. Прво, накратко да кажеме дека политиката на Бугарија секогаш била кон освојување на определени простори кон Македонија. Сега ја добиваат таа можност, дали политички, дали на кој друг начин, тоа ќе бидат упорни да го направат. Значи, сега им е моментот. Јас затоа велам, јас на бугарите и не се лутам. Ти имате една конзистентна политика, таа е. Меѓутоа, проблемот е кај нас, не сакаме да се огледаме дека проблемите кои што се случувале во минатото не биле едноставни, прости проблеми. Тие биле од голема суштина, од голема содржинска потреба на македонецот да внимава на тие работи. Конечно, уште 1934 година излегува еден македонец кој што е по потекло од Егејскиот дел на Македонија, а воспитан во Пиринскиот дел на Македонија, Васил Ивановски Бистришки, и морал дури во Америка да ја објави книгата Зошто ние македонците сме одделна нација. Значи тоа се случило 1934 година. Бидејќи ниту во тогашното кралство Југославија, ниту на овој простор балкански можел тоа да го каже, морал да оди преку океанот за да го каже. Бидејќи постои една таква политичка, социолошка, па и психолошка атмосфера на овој простор, да ако треба нешто да докажувате во име на македонството, тоа се случува многу тешко и многу болно. Така што Ѓорѓе Ивановски, јас се извинувам, пежоративно така да го спомнам неговото име како одеше во јавноста, не се двоумеше кога го потпиша, иако требаше поприлично да се двоуми. И без разлика што не знам каде беа пратениците на партијата ВМРО-ДПМН во моментот кога беше собранието, но тоа е изгласан со 61 глас. И ситуацијата е многу по-лоша во однос на нас македонците, ако би сакале тоа нешто да се раскине или да се анулира. Не сум правник, не знам кој е посоодветниот термин. Меѓутоа, ако би сакале да постигнеме некоја подобра правна содржина во однос на нашите соседи со Бугарија, тогаш би требало да размислуваме да биде сосема една друга содржина, а не оваја. Ако забележувате во секојдневниот говор на пратениците од партијата што ја спомнавте, која е опозиција, иако јас не сметам дека е опозиција, бидејќи таа е во законодавната власт, таа е во собрание. Законодавната власт, е еден дел, значи, од власта, од комплексот власт. Така што тие гледам дека одат по површината, нешто го спомнуваат својот противник политички, наводно не ги соопштил, не ја информирал јавноста за предлозите кои што ги понудила Бугарија, ако сакаме преговори. Меѓутоа не се задлабочени во содржината натре, каде што пишува многу нешта, а знам дека тие би требале да настапат ако се вистинска опозиција, многу фронтално,
многу поагресивно и многу понародно, бидејќи јас се сметам дел од народот кој што реагира и би требало да бидат на сосема една друга линија. Мислам дека од голема политика ќе заглават во големо политиканство. И сега тука доаѓаме до изјавата на господинот Пендаровски, што, ако ме прашувате мене, ова е чисто мое толкување, е чист политички пиар трик. Именно, излегува Пендаровски, или како што го викаше таа опозицијска партија Стево Стока, сега го вика председателем, излегува Стево Пендаровски и вели нас таа цена, идентитетот и македонскиот јазик ни е превисока, па дури ако значи тоа наше стопирање на процесите за влез во ЕХО. И сега обичен човек што ги гледа површно работите, си вика, види го, овој се разбудил патриотизмот во него, значи конечно се најде што ќе стави црвена линија преку која нема да можат да не гмечат. Ова е всушност не само што не е тоа не ставање на црвена линија, него е класичен политички пиар трик во функција на предстоечките избори. Што е според мене, ова е чисто моја теза, што е според мене суштината? Пендаровски ги кажува овие работи за да ги стави во непријатна ситуација ВМРО ДПМН, кои овие работи не смеат јавно да ги кажат. Затоа што им е речено, секој чепкање со договорите, вас две става во задно. Но на Заев не му пречи. Пендаровски е негов човек и он тоа го кажува од дневно-политички побуди. Јас сум сигурен дека ако нешто направи изјавата на Пендаровски, тоа ќе биде во јуни, ќе речат не може сега, пошто председателот ваш се инајти, нема да добиете отварање преговори. Но тоа на Заев не му е битно. Не му е битно да добие датум за преговори во октомври, ако изгуби на избори. Фактички да ги добие Мицкоски. Не му е битно да добие нов мандат. Па после, здравие Боже, сега оваа година ќе не одбијат и после Пендаровски ќе ретерира од кога Заев ќе победи, ќе рече па добро, може претерав со изјавата ова, ајде да го дадеме и јазикот и така Заев ќе биде двоен победник. Значи товарот на одговорност го товари на Пендаровски и да има некое одложување да не добиеме ние датум за почеток на преговори, тоа ќе трае, тоа ќе биде краткорочно, другата година кој ќе ни го понудат буквално истиот пакет, Пендаровски ќе рече добро, се шаде прошлата година и фактички ќе добиеме датумот за почеток на преговори во март следната година со победа на Зоран Заев. И мислам дека ова чист трик заради замолчување на опозицијата представена во и дека тие од форматот изјавата на Пендаровски туку мудро ќе си ќутат и ќе чекаат водата кај ќе ги однесе. Па да, јас и не очекувам од председателот Пендаровски некој друг став. Лесно се глуми во нашава средина. Знаете, секое чудо за 3 дена. Кажал, не придобил, можеби не изненадил со кажаното, меѓутоа после 3 дена сосема нешто друго ќе ни се случи. Мислам дека ова е само колку да се неутрализира ситуацијата во моментот, како што велите, меѓутоа не верувам дека ќе има драматична промена во неговата политика, со оглед дека ако чекавме некоја драматичност, тоа ќе се случеше со едно јасно дистанцирање од Денко Малески и негово тргнување од позицијата што му е дадена, па дури и можеби и кривично гонење, бидејќи тоа е национална навреда. Ако некого навредите национално, претпоставувам дека треба и кривично да се гони.
Меѓутоа, никој не рече, ниту Пендаровски, ниту сличните на него, блиските поддржувачите, па ниту од опозицијата, ајде ова да се анулира. Јас само слушам некои драмолетки и не е само јазикот, пак ве опоменам. Тука станува збор и за македонското национално малцинство, тука станува збор за историјата, вие ако немате историја, што ќе вие после и географија ќе немате, и јазик, и литература, и многу нешта. Така што, мислам дека нас ни се става пред очи една драмолетка од плејадава на ликови кои што ни продефилира деновиве, заедно на крајот со председателот Пендаровски, но мислам дека она што е реална политика на владеачката партија, таа и така ќе биде, а и она што е реална политика на опозицијската партија не ветува многу, но во секој случај се уште ги има елементите да биде играч на просторот, бидејќи сега ме потсетивте, гледајќи го изборниот закон. Тие уште со тој закон прво си обезбедиле големи материјални подобности како две владеачки партии, си обезбедиле голем медиумски простор доколку би имало избори, кај нив одат 40% за секоја одделно, понатаму нешто од 10% е за нивните партнери и коалиционите, а ако се сеќавате за сите оние кои што се надвор од парламентот, а имаат одредена политичка активност, тогаш треба да добијат еден многу минимален дел и во однос на медиумите, и во однос на парите, и во однос на представувањето. Така што мислам дека овој простор многу сложно си го имаат поделено, и мислам дека многу сериозно треба да се изгради еден цврст став и однос кон сето тоа, ако би биле очекувани некакви промени. Ако не, тогаш ние ќе бидеме заложници се уште на една ваква политичка гарнитура и содржина, што за жал таа е. Заблудата на многумина од народот е дека опозицијата игра само затоа што е репресирана. Дури се прават и драмолетки од нивна страна дека треба ние да ги жалиме, немале пари, стално им виселе тужби, стално не знам нешто, се они погодени, ги гонат, а они стоички трпат се, пак. Дури не можам да разберам опозиција која сака да биде кутра, некако тој ми е зборка, и сега треба да ги жалиме што земале минатата година 3 милиони и 900 евра што им дал Заев, треба ние да плачеме зашто они се прогонувани, зашто они се, не знам, им пишеле лошо по Твитер или не знам што. Абе да плаче човек. У принцип, мојата теза е дека независно дали ќе се промени власта, тоест дали ќе дојде ВМРО ДПМН на власт, они се премолчано, прекјутно сложни, се сложуваат со се што во моментов Зоран Заев прави и со се што со сите политики кои ни се наметнати од меѓународната заедница. Значи, буквално во денешен ден нема никаква разлика меѓу СДСМ и ВМРО на план на надворешна политика и на база на договориве. Значи, во ништо не се разликуваат ВМРО ДПМН и СДСМ во односот према преспански бугарски договори. Тиранска платформа и останатите надворешно политички односот кон НАТО, односот кон ЕУ, буквално иста агенда имаат двете партии. Апсолутно. Тоа треба да им стане јасно. Да. Апсолутно. Тие се мене ми е непријатно што нашиот разговор е во отсуство на некои нивни представници, да не испаднеме како две тетки кои што си правиме муабет за некој што е отсутен, меѓутоа реалноста е таа. Ако ја забележиме... Ама нив име
забрането да разговараат со мене. Значи дури и на социјални мрежи имаат наредба да ме избегаваат. И вчера на Така. едно дете му реков, кажи бе, Мартина ли ви кажува да не зборите со мене? И се повлече, не одговори ништо. Значи буквално имаат забрана со мене и на социјални мрежи да разменуваат тези. Добро, јас не знам од која природа некои мои текстови и работи се блокирани сега. Во секој случај да се вратиме на темата, ако ја анализираме, значи политиката и односот кон себе ова што се случува, гледаме една анемична политика. Ние бидејќи бевме многу често заедно на нешта, на настани случувања уште од 2017-та па натаму, ако се сеќавате, ние не доживеавме сериозна реакција на опозицијата која што ние и ја сакавме да се појави. Не се случи ни на денот кога имаше солзавци против нас пред собрание, ако се сеќавате, нели 18 јуни. Ја немаше таа потребна присутност на опозицијата, онака политички стамено, идејно да застане, беше отсутна. Се сеќавате какви све не ситуации имаше во предреферендумскиот период, па и на самиот 30 септември. Иако многу им годеше тоа што, не знам, можеби драматурзите на тие настани им прилепија нив некаква си победа. Победата не беше нивна, сосема друга беше и на други луѓе. Ако се сеќавате, тие им ги дадоа тие 8 пратеници кои беа во парламентот, кои што дури копчето кога го притисна, па си го слика прсто за да биде автентично, ако се сеќавате, да. Тие луѓе не само што беа 8, тие може да бидат и 12 и 15, предпоставам дека се работи за сериозен договор на двете политички партии. Исто така немаше некоја сериозна реакција во однос на промената на амандманите, односно кога се случува во однос на Уставот на Република Македонија, да не се бранат оние асомски придобивки кои што ги имавме, тоа е нешто страшно, за да во последниве месеци гледаме некакво душикрижништво. Навистина не можам да го разберам тоа. Не можам да зборувам понатаму, јас само ги анализирам нештата кои ги доживеавме и ги имавме на сила и не верувам дека луѓе кои што немаат изградена една сериозна идејност по однос на македонските вредности, сега ќе кажам, и интереси, дека ќе можат да понудат една сериозна, сврзна политика која што ќе ги поврзе сите незадоволни во ова општество и ќе понуди една нова политичка опција. Јас тоа не го препознавам таму. За жал, тоа е нашата реалност. Можеби тоа треба Захариева да го признае, таа наша реалност. Дека имаме една партија во два дреса облечена фактички. Немаме две различни партии, дури идеолошки веќе се поклопуваат. Еве гледам, вчера имав една убава размена со тие конзерватив МК. Они веќе ќе примале либерали и против абортус и све, значи они веќе немаат, више ги бришат идеолошките разлики помеѓу СДС и СДС, така да од нив спас нема да чекаме. И за крај, убаво беше разговоров, ми протече брзо, 1 сат скоро да не почувствував како помина. Мислам дека кажавме се, но професорке, ако имате нешто за крај специјално што сакате да порачате, повелете. Па би сакала да упатам еден така отворен гард кон информациите што ни доаѓаат како обични граѓани, како жители на Република Македонија. За мене се уште постои Република Македонија. Мора да бидеме сензитивни на се она што ни се случува во просторот, бидејќи без разлика кој е силникот во моментот, знаете, силата на Прометеј како доаѓа, колку се наведнува до земјата, така да претпоставувам дека колку сме поблиску до она народното и потребното,
ќе се случи што треба да се случи, но секогаш треба да се има во предвид квантумот на потребните информации, знаења и вредности за да може да се спротиставиме на определени настани, па дури и противници. Јас би завршил само би ве поздравил и би завршил со констатацијата дека чари има кога не ни се достапни мејнстрим медиумите, достапни ни се алтернативните медиуми и мислата, како викаше Грујо, како шило. Значи ова ќе го споделат 100 луѓе, ќе ги дадат на други 100 луѓе, ќе го дадат на други 100 луѓе. Ја поздравувам вашата мисла, она дека народот треба се бори за да слушне што повеќе може да биде поинформиран, а ова всушност е еден од начините како ќе дојдеме тоа. Ви благодарам за гостувањето и ви посакувам пријатна вечер. Благодарам многу, поздрав до сите вас.